ви се обраќам денес по повод 18 август, денот на армијата. Нашиот најголем воен празник, денот на сите денови. За нас, припадниците на армијата, денешниот ден не е само датум запишан во годишниот календар и не е само спомен на еден историски настан. 18 август е ден кога ја потврдуваме нашата припадност, нашата одговорност и нашиот завет кон татковината. Заветот да ја чуваме слободата, да го браниме суверенитетот, да ја штитиме независноста. Денешниот ден е денот кога ја славиме воената професија. Професија која се темели на чест, дисциплина, одговорност, лојалност, професионализам и патриотизам. Тоа се вредности по кои секојдневно се препознаваме. Вредности кои се во генетскиот код на секој припадник на армијата. Почитувани, 18 август пред се е ден на сеќавање, на незаборав и на длабока почит. Ден кога се поклонуваме пред сите оние кои низ различни историски периоди ја носеле во себе идејата за слободна Македонија и кои со својата храброст, истреност и жртва го трасирале патот кон слободата и државност. Денеска е денот кога се поклонуваме пред знајните и незнајните македонски синови и ќерки, чија што жртва е вградена во темелите на нашата држава. Нивната жртва не е само наследство од минатото. Таа е обврска за сегашноста и аманет за иднината. Во време исполнето со глобална несигурност, армијата и одбраната се столбот, кој како држава не држи исправени, стабилни и безбедни. Затоа денешниот ден првенствено им припаѓа на македонските војници, а потоа и на сите граѓани, кои покажуваат дека армијата ја ценат и ја почитуваат во целост. Често велиме, армијата е чувар на суверенитетот и територијалниот интегритет на државата, но во суштина е многу повеќе од тоа. Армијата е столб на стабилност, доверлив партнер на институциите и сила која е секогаш подготвена да служи на народот и на татковината. Имајќи го предвид местото и улогата на армијата во македонското општество, како министар за одбрана имам една цел. Одбраната и армијата секој измина ден да бидат посилни, да бидат помотивирани и подобро опремени. Пристигна бројна опрема, оклопните возила GLTV и Страйкер, артилериските системи Боран, најголемиот дел од системите за противвоздушна одбрана Мистрал, а годинава ги очекуваме и првите 2 нови хеликоптери. Со европска поддршка, армијата доби современи радари, термални камери, инженерска механизација, транспортни возила, медицински симулатори и многу други видови на опрема која засили нашата борбена готовност.